Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Ако се поправате, а не јадете многу, или пак слабеете, а јадете доволно, тогаш се советува да ја проверите тироидната жлезда. На каков начин хормоните на оваа жлезда се поврзани со телесната тежина. Некои испитувања покажуваат дека жените 7 пати почесто страдаат од болести на тироидната жлезда во споредба со мажите. Има ли науката објаснување зошто е тоа така? Што се тоа јазли на тироидната жлезда? Дали се тоа опасни или пак безопасни формации? Колку често се јавува автоимуна болест на тироидната жлезда, позната како Хашимотова болест, и во тој случај има ли некаква терапија за намалување на антителата кои што ја напаѓаат штитната жлезда? Имаме бројни прашања кои што се поврзани со функцијата на тироидната жлезда, кои што ќе ги упатиме на професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог од ПЗУ доктор Милчо Богоев. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на телма. Како да знаете дали имате проблем со тироидната жлезда? Одговор ќе побараме од професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог од ПЗУ доктор Милчо Богоев. Професор доктор Милчо Богоев, професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Благодарам на поканата. Професоре, понекогаш се поправаме, но не јадеме многу. Или пак јадеме доволно, а слабееме. Дали одговорот за овој проблем може да лежи во хормоните на тироидната жлезда? Во секој случај, еден од одговорите може да биде и тироидната жлезда, или штитна жлезда, како сакате. Денеска диагностиката на заболувањата на штитната жлезда е многу поедноставена, да не речам и рутинска, така да најчесто во една батерија на испитувања крвни влегува испитување на штитната жлезда. Многу лесно може да се одреди нејзината функција, дали е нормална, зголемена или пак намалена. Посебно се советува на лица преку 55 години и постари, се разбира, да рутински да испитаат хормони на штитната жлезда, бидејќи во таа возраст почести се и заболувањата. Кај младите е ситуацијата обратна, не дека не заболуваат, меѓутоа почести се хиперфункциите, а кај старите особи почести хипофункциите, кои можат да бидат причина за малаксаност, зголемување на телесна тежина, опаѓање на динамиката, промени по кожата, опаѓање на коса и така натаму и така натаму. Сега како ќе се даде терапија, дали сите овие симптоми ќе исчезнат? Терапија треба да се даде доколку има за тоа индикации, секако. Сега вака доколку има разлики во терапијата, например, ако е хиперфункција, што е почеста кај младите особи, не е исклучено и кај старите, во тој случај терапијата трае долго, од 9 до 18 месеци. И тоа треба да се прекине во случај кога ќе бидат антителата против хипофизата, против ТСХ, хормонот на нормално ниво, во тој случај би требало да се прекине. Секое поранешно прекинување, предвремено прекинување на терапијата, демек се подобриле знаците, пациентот се чувствува добро и така натаму, најчесто води до повторување на болеста и тогаш се повторува целиот циклус на лекување. Што се однесува до обратната состојба, кога штитната жлезда ќе почне да ја губи или ја губи функцијата или ја изгубило функцијата, во тој случај најчесто терапијата е доживотна, со тоа што следат промени на дозите во зависност од состојбата на организмот, например присуство на инфекции, по одмакната возраст и така натаму и така натаму. Значи има разлика во терапијата. Едната се прекинува, а другата е обично доживотна. Доживотна. Кога се работи за намалена функција на тироидната жлезда и доживотна терапија со хормон. Да. По нормализирањето на нивото на хормоните, треба ли да се реши проблемот со телесната тежина? Ова ве прашам, бидејќи многу често оние кои што имаат таква диагноза тврдат дека и по нормализирањето на хормоните, тие повторно не можат да ослабат и повторно ги накачуваат килограмите. Обично е така во пракса, иако во книгите пишува нешто поинаку, меѓутоа зависи на која група е правена статистиката.
Во секој случај некое мало намалување на телесната тежина може да се очекува, меѓутоа не мора и не е задолжително. Бидејќи тука обично доаѓа и возраста каде што метаболизмот е намален, треба многу помалку храна отколку што би требало порано, а пациентите не се склони да се откажат од оброците, така да обично тежината може многу малку да варира при хипофункциите. При хиперфункциите е обратно, обично кога ќе се изрегулира штитната жлезда, ако таа работи со зголемен обрт на тироидни хормони, во тој случај телесната тежина, ако била намалена, обично се враќа на првобитната. Тоа е почеста прилика отколку кај хипотиреозите. Истражувањата покажуваат дека болестите на тироидната жлеза се меѓу најчестите заболувања кај човековата популација. 7 пати жените почесто страдаат од нарушена функција на тироидна жлеза во споредба со мажите. Има ли науката објаснување зошто е тоа така? Некој екзактно прецизно објаснување нема до ден денеска, меѓутоа се смета дека женските хормони, посебно естрогените, можат да ја оштетат, односно атакуваат штитната жлезда, бидејќи во тиреоцитите, односно клетките на штитната жлезда, исто така има рецептори и за женски хормони. Така да тоа е едно од објаснувањата, меѓутоа некое друго попрецизно објаснување до ден денеска не е докажано. Во регионот имаше една студија спроведена која што се однесуваше за бројот на лица заболени од некоја болест на тироидната жлезда и се покаже дека секој втор човек се соочува со некаков проблем со штитната жлезда. Ова е навистина сериозна бројка. Па зошто се толку чести овие болести? Влија ли нешто од средината? Има ли некои, субстанции кои што може би ги нарушуваат овие хормони? Генетиката? Стресот, емоциите? Да, се што кажавте е точно, меѓутоа мора да се признае дека откривањето на поголем број на случаи денеска се должи пред се на поедноставената диагностика и рутинска диагностика. Не е дека порано немало такви случаи, можда не биле толку и еклатантни или биле потешко диагностицирани, да не речам запоставувани. Меѓутоа денеска диагностиката е исклучително едноставна и можам да кажам ефтина, достапна за секој. И тоа е една од причините што овие заболувања се откриваат многу почесто и можам да кажам и порано, дури и на време. Тоа е едно од крвните анализи и второ еходиагностиката, ултразвучната диагностика, која скоро во потполност ја потисна старовремската диагностика со скенирање со радиоизотопи и е присутна практично во секоја ординација и секој може да направи, се разбира доколку е обучен, ехо на штитна жлезда, зашто треба да има посебна сонда, меѓутоа можеме да видиме како се прави всушност ехо на тироидна жлеза со посебна сонда која што се поставува на вратот. Меѓутоа треба и посебна обука за тоа, бидејќи треба да се знае што се гледа. Да се препознае и тоа во рана фаза подобро. Значи мислам тие се едно од две од причините. Второ, популацијата малку повеќе старее, побрзо старее, така да хипотиреозите, односно автоимуните заболувања или други заболувања кои што ја намалуваат функцијата на штитната жлезда се почести. Тоа може исто така да биде еден од факторите. Нешто во врска со исхраната и така натаму, мислам, не се сигурни податоците, не може да се каже, бидејќи основен елемент и единствен елемент кој што се користи во организмот како јод е од страна на штитната жлезда. Ни еден друг орган не го користи јодот. Јас малку би, ако дозволите, кажал повеќе за таа работа. Затоа што некои се плашат дека можеби болеста на тироидната жлезда им е поврзана со дефицит на јод. Да. Па почнуваат да земаат некои препарати кои што содржат јод во надеж дека ќе си го решат проблемот. На своја рака тоа го прават. Така. Се сложувам со вас, на своја рака може да прави секој како мисли, меѓутоа едно е факт, јас ќе кажам ситуациите. Во Македонија нема некој дефицит на јод, посебно во републиката. Порано имало повеќе региони каде што бил јодот дефицитарен и како резултат на тоа се јавуваше гуша, значи гушавост.
Тоа е веќе скоро, да кажам, ретка појава, не можам да кажам искоренето, ретка појава, бидејќи со закон се јодинира солта, готварската сол. Секоја сол е јодирана. Во некои земји се јодира водата за пиење, во некој квасецот за лебот и така натаму. Кај нас е најчестата метода јодирањето на готварската сол. Инаку морам да кажам дека благодарение на тоа скоро да нема гушавост или е сосема ретка, бидејќи ако се основаме на продуктите кои што ги консумираме секој ден, во нив може да има помалку или повеќе јод, да кажам дека негде околу 120 микрограма јод е дневната потреба, кај трудници нешто повеќе околу 200 микрограма, не милиграма, тоа е огромна доза. Причината е што јодот се наоѓа во почвата во основа, меѓутоа со дождовите, поплави и други непогоди и непогоди кои што се нормални за земјата, јодот се испирал со тек на време и отишол во морската, односно во преку реките и другите притоки во морето, така да морето е главен извор на јод. Така да имате во одредени региони, подрачја, каде што јодот е дефицитарен, истлавење го нема, или е од растенијата кои растат и кои што ги користат животните за пасење, поминат кај животните и така натаму и така натаму. Значи тоа би било отприлика. А доколку се претера со јод, бидејќи еве како што споменав пред малку, некогаш се земаат одредени народни лекови во кои што има јод. Дали може тоа да доведе до проблем со жлездата? Јас не би советувал лично од моје долгогодишно искуство земање на јод без консултација. Правато зелени оревчиња, алкохол, да одстојат. Ево што се случува, доколку вие земате јод повеќе од колку што треба, преку разни препарати, сурогати, не знам како, во тој случај може да дојде до закочување на јодната пумпа. Таа е во тироидната жлезда? Во тироидната жлезда има јодна пумпа, така наречена. Може да се закочи при вишок на јод, тоа е така наречен ефект на Волф и Чајковски. Познато е. И во тој случај доаѓа до намалување на лачењето на тироидни хормони и може да дојде до појава на гушавост. Значи, лично не би советувал земање на јод на своја рака. Професоре, постои убедување дека болестите на тироидната жлезда се поврзани со длабоката емотивност кај луѓето. Па дали оние кои што не ги покажуваат емоциите, на вистина почесто страдаат од болести на тироидната жлезда? Па тоа е многу тешко да се каже. Во секој случај, они се склони на поголем број и на автоимуни заболувања, меѓу кои што се и болестите на штитната жлезда. Меѓутоа, факт е дека поемотивните особи кои што емоциите ги чуваат за себе или ги потискаат, имаат нешто почесто хиперфункции на штитната жлезда. Тоа е познато, тоа е малку во помладата возраст, да не речам до 40-та, евентуално 50-та година. Меѓутоа, правило не е, бидејќи може да се одрази и на други органи, не само на штитната жлезда. Има некои терапии со смеење, што сигурно не може да наштетат. Смеењето во секој случај може на сите добро да им дојде. Да наштетат не може, меѓутоа не може да излечат сигурно. Нешто посебно да помогнат. Ајде да проговориме за автоимуната болест на тироидната жлезда, позната како Хашимотова болест. Професоре, што се случува со жлездата кога ќе дојде до автоимуна болест, до појава на антитела што ја напаѓаат оваа жлезда? Штитната жлезда е како и другите жлезди, например панкреасот, надбубрежните жлезди и многу други органи надвор од ендокриниот систем можат да бидат таргет или мета на собствените антитела. Значи, самиот организам го напаѓа собствениот орган. Причините за ова сега може би во оваа прилика не би било згодно да ги зборуваме и тие спаѓаат во групата во областа на имунологијата, меѓутоа се смета дека овие органи, например, конкретно зборуваме за штитната жлезда, не била презентирана во пренаталниот и постнаталниот период на самиот организам, имунолошкиот систем, и така останува како непознат орган, кој поради што организмот се брани.
стварајќи антитела кои што ја напаѓаат конкретно штитната жлезда. Има повеќе такви, 3-4 вида на антитела кои што ја напаѓаат штитната жлезда, меѓутоа најпопуларни се ТПО против пероксидазата на штитната жлезда, кој што се и најчесто индикатор за автоимуно заболување на самата жлезда. Има и други антитела, едни од нив само ќе ги напоменам, може да бидат ран маркер или индикатор за малигни заболувања на штитната жлезда, така да сето тоа има значење кои антитела вие ги барате. Така. А што се однесува до болестите автоимуни на штитната жлезда, ги има повеќе. Најпопуларна е така наречена Хашимотова болест, опишана од јапанскиот автор Хашимото негде во почетокот на 900-тите години, која што е најчеста и е пропратена со високо ниво или титар на антитела против самата штитна жлезда. Има и други заболувања автоимуни, како што се риделов тироидит, сајлент тироидит и така натаму и така натаму. Има повеќе. Има повеќе. Меѓутоа најпопуларна е Хашимото и нажалост секој што ќе види антитела пише Хашимото. Меѓутоа Хашимото, ако сакате права диагноза, екзактна, во тој случај би требало да се направи биопсија на штитната жлезда, бидејќи самата Хашимотова болест има посебна хистолошка или клеточна карактеристика како таа изгледа. Значи не може само со мора, утврдување на антител и преглед на Не, ехо? тоа е една од заблудите која што и сегде пишува Хашимото. Меѓутоа, поправилно е да се напише примарна хипотиреоза од автоимуна природа. Бидејќи сепак Хашимото, ако сакаме да сме прецизни, навистина е хистолошка и имунолошка, меѓутоа и хистолошка диагноза. А доколку има автоимуна болест на тироидната жлезда, дали таа ќе изгледа поинаку на ехо во споредба со здравата жлезда? Во почетокот обично нема промени. По почетокот може да се најде високо ниво или титар на антитироидни антитела, кој што секој пат при секое наредно земање или контрола, како сакате, има различни вредности. Никој пат скоро нема исти вредности. Антителата може да растат, може да опаѓаат и така натаму и така натаму. Во почетокот обично нема знаци. Доколку болеста земе замав. Посебно ако опадне функцијата, бидејќи е тоа болест која разорува жлездата и функцијата на жлездата опаѓа лека по лека, со тоа што нивото на тироидните хормони опаѓа и тоа лабораториски многу лесно се докажува. Значи, кај вака нетретирани, позапуштени случаи и случаи кои што се третирани, нажалост, се гледа атрофија, односно смалување на штитната жлезда. Изгледот на ултразвук е сосема поинаков, таа се смалува, може да има зони внатре, тоа е многу интересно, на калцификати, може да има цисти, може да има чворови и секакви други формации кои што се предмет на додатни инвестигации или испитувања. Дали оние кои што имаат автоимуна болест на тироидната жлезда, како што е Хашимотовата, споменавте дека ги има повеќе, и присуство на антитела, секогаш ќе имаат проблеми со намалена функција на тироидната жлезда? Дали секогаш ќе се намали незината функција? Прашањето е многу интересно и уште потешко да се одговори. Во почеток може долги години да имате присуство на антитела, а функцијата да е нормална. Во тој случај терапија не е потребна. Меѓутоа треба да се следи и доколку опадне функцијата на штитната жлезда да се интервенира со терапија, субституциона терапија, која што веќе ако се почне, обично се тера до крајот на животот. А постои ли некаква терапија за намалување на антителата, на бројот на оние антитела што ја напаѓаат тироидната жлезда и уништуваат? Нажалост, одговорот е негативен. Не постои таква терапија, бидејќи во тој случај сите автоимуни болести би можеле многу лесно да се лечат. Само сакам да уште напоменам, за да проблемот биде уште посложен, кога се веќе генерираат антитела против самата штитна жлезда, истиот тој организам може да створи, да генерира антитела и против другите органи. Најчесто на панкреасот, па во тој случај често пати
Имаме и диабетес, кој што е многу често придружен со Хашимото. И други болести, како што се пернициозна анемија, реуматоид артрит и така натаму и така натаму. Значи една автоимуна болест е Може да влече и други така, треба да се мисли и на тоа и да се детектира на време. А може ли да се барат причините кои што довеле до овој проблем? До декланширање на до стварање на антитела, за сега не. За сега не. Причините не, меѓутоа познато е дека во одредени фамилии, значи со генетска поврзаност, овие антитела, односно автоимуни болести се многу почести отколку во фамилии каде што ги нема. Тоа не е правило. Така. Едно би кажал дека доколку автоимуна болест се појави во рана младост или детство, во тој случај таа е многу посериозна отколку истата ако се појави во поодмакнатата возраст. Бидејќи претпоставам со годините многу повеќе ќе се уништи тироидната жлезда. Да, и се амортизираат и симптомите и терапијата е поефикасна. Професоре, споменавте дека нема терапија за намалување на антителата кај автоимуните болести на тироидната жлезда, но некои луѓе употребуваат поголеми количини на селен и велат дека имаат добри резултати. Селенот се употребува и злоупотребува по секој поглед, посебно кај штитната жлезда. Во мојата пракса долгогодишна немам забележано ниту единствен случај да излечи тироидната болест или да ја подобри со давање на селен. Инаку потребите на селен се некаде околу 50 микрограма, а може да се движат најмногу до 400 микрограма дневно. Значи може и не мора, а јас лично не би препорачал, бидејќи ефектот врз штитната жлезда не можам да кажам дека е никаков, меѓутоа е толку мал да е неспоредлив. А била дека ризикот од големите дози на селен... Ризикот од интоксицирање на селен е далеку поголем отколку позитивниот ефект. Значи, вие би препорачале предпатливост, велите? Јас не би препорачал воопшто. А воопшто не би препорачал? Лично мој став. А што е со промената на исхраната? Некои сврлаат глутен. И велат дека имаат подобрување, други пак немаат никаков ефект. Глутенот конкретно со тироидната функција нема некоја корелација. Дали они ќе се чувствуваат подобро ако не земаат глутен, зависи дали имаат алергија, односно како го поднесуваат глутенот. Сега е тој во мода и сите одат на таа опција да се исфрли глутенот, што во некој случај може да е корисно, доколку навистина постои, а во другите случаи е мода или помодарство. А во однос низ храната би препорачале некакви промени? Ние обично не се препорачува промени во исхраната, значи пациентот треба да јаде исто што јадел и претходно, ништо посебно во исхраната, се разбира. Доколку е функцијата намалена, во тој случај треба да калорискиот внес биде помал отколку што бил порано, бидејќи имате задршка на масти поради хипофункција на штитната жлезда и побавен метаболизам. Доколку пациентот е во обратна состојба, значи има хиперфункција, во тој случај може да зема повеќе храна, бидејќи таа согорува, за да не изгуби премногу на телесната тежина, така да не ќе да може да се движи, во зависност и сме имали и запуштени случаи, каде што има комплетна или голема атрофија на мускулите, на нозете, рацете, главата и така натаму, да не споменам со промените на очите, кои што може да ги има и може и да ги нема. Споменавте, значи, од тој аспект треба да се внимава на исхраната. Оние кои што имаат хипофункција на тироидната жлезда, односно намалена функција, често забележуваат дека им се покачени мастите во крвта. Дали е тоа правило? Дали сите ќе имаат таков проблем? Па во главном е правило. Повеќе е правило отколку исклучок, бидејќи тироксинот, главниот тироиден хормон, ги намалува мастите, односно влијае активно во метаболизмот на мастите, посебно на холестеролот. Така да тоа е точно и има на зголемување на масно ткиво или една субстанца која се вика гликозаминогликан во поткожното ткиво, која што кај пациенти кои што се недоволно или нетретирани од хипофункција на штитната жлезда даваат жолтеникав израз на кожата. Тие се таложат и по органите, меѓутоа и во поткожното ткиво и тоа е видливо.
Професоре, ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта преку нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0 плюс месеци на телевизија Телма. Таму ќе можете во нашиот инбокс да поставите прашање, а потоа тие прашања ќе ги одговори професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог од ПЗУ. Професор доктор Милчо Богоев. Професоре, споменавте дека кај оние кои што имаат Хашимотова болест, понекогаш жлездата ќе се намали и во неа може да се видат и јазли. Па постои ли некаква корелација? Дали автоимуната болест всушност доведува до јазли или тие ќе се јават независно од оваа болест? Проблемот со јазлите сам за себе, како би рекле, sui generis. Јазли може да се појават и кај здрава жлезда. Која што, мислам, жлезда која што функционира нормално. Може да се јават во сите возрасти разни јазли. Тие многу лесно се детектираат денеска, бидејќи ултразвукот е едноставна метода, ефтина метода и можат да се детектираат. Треба да се забележат. И лесно се забележуваат на ехо? Молам? Лесно се забележуваат Многу лесно се забележуваат на ехо, посебно ако ехотомографистот има искуство со тоа. Многу лесно и најдобро. Скенирање на таква жлезда и враќање на историски методи денеска веќе ретко се користи, не се препорачува. Проблемот е што кога ќе пронајдеме јазол во штитната жлезда, треба да ги измериме димензиите. Можеме многу прецизно, сето тоа со ултразвук, со цел да видиме при една наредна контрола, доколку не преземеме други мерки, зашо, ако ми дозволите, би зборувал, што е многу важно. Секако. Дали тој јазол расте или останува исти, така натаму, или менја структура внатре, бидејќи кога ќе видиме јазол, треба многу добро да го проучиме, да видиме која е содржината внатре. Дали е јазолот еднороден, како би рекли, или хомоген, или има внатре разнородни субстанции. Тоа можете на ехо да го забележите? Може, се на ехо се гледа. Значи, дали има депозити од калциум, дали има цисти, значи циста е празнина, која што е исполнета со течност. Дали е само циста, во тој случај сме не толку внимателни. По правило, ние не знаеме која е содржината на јазолот. Тоа е основно правило. Ние само го детектираме, го откриваме, меѓутоа не знаеме што содржи. Ова го кажувам од причини што инсистираме и јас еве лично како порака до нашите пациенти со јазли да истите јазли се следат интензивно и по правило би требало да се биопсираат. Бидејќи никој пат не знае. Сите јазли? Па практично сите сега е мислам ставот да се биопсираат и најмалите јазли. Доколку некој има професоре 6-7 јазли или повеќе? Не, било кој и секој посебно. Сите ќе треба? И секој посебно, бидејќи не знаеме кој каде крие. Што се крие во јазолот, а што може да се крие најлошо? Најлошо е се кријат малигни заболувања, кои што се на жалост многу чести кај штитната жлезда. Тоа се карциноми, ги има во главном два вида и има еден трет вид кој што е многу поредок, меѓутоа тие можат многу лесно да се детектираат со биопсија, исклучиво со иглена биопсија, која што е безболна, пациентот се биопсира, си оди дома, добива резултат истиот ден или утре дента и према тоа ние се ориентираме што понатаму со тој јазол. Ако е бенигна формација, ние го следиме. Ако е малигна формација, одиме во друга насока, односно операција, радиоактивен третман и така натаму. Многу често сме изненадени што во одредени јазли кои што ги рачунаме дека се, да речем, бенигни, наоѓаме малигни клетки, во тој случај е неизбежен хируршки захват. Значи, тоа е сугестија сега и од Тиреолошката асоциација на Соединетите држави и на Европската, да јазлите бидат пунктирани, без разлика дали 1, 2, 3 и така натаму. Тоа не е случај и со цистите, бидејќи во цистата има течност, доколку во зидот на цистата нема некои формации кои што отскокнуваат од нормала, калциум и други. Доколку цистата може да расте, значи тоа е шуплина исполнета со течност, бидејќи самата штитна жлезда е составена од два резна, секој резен има многу клетки кои што комуницираат помеѓу себе и можат во одреден
да речем, се спојат, испуштат течноста внатре, испуштат, обично е колоидна течност, крв, хормони и така натаму. Цистата, доколку смета, може да се пунктира, значи со шприц ќе се извлече да се испразни, меѓутоа може и да се повтори. Значи тоа е, може и да се повторно да се наполни. Значи тоа е отприлике во врска со јазлите, многу е важно да се детектираат на време и да се биопсираат. Професоре, можат ли функциона биопсија? Функциона биопсија. Можат ли оние кои што имаат јазли на тироидната жлеза да ги почувствуваат и да им создаваат проблеми? Тоа е исто така едно често прашање на социјалните мрежи во групите каде што се зборува за проблемите со тироидната жлеза. Некои велат, имам проблем со голтањето, имам проблем со болка во пределот на грлото, дали е тоа поврзано со јазолот што го имам на тироидната жлеза или не? Проблеми со голтањето многу се ретки кај штитната жлезда, може да се јава доколку или јазелот е голем и иде према хранопроводот, односно дишните патишта, што е ретко, или доколку е жлездата голема, што исто така во денешно време ретко, значи така наречена гушавост или струма, која што врши компресија, притисок на дишните патишта и на хранопроводот. Во тој случај, што се однесува до првиот дел на вашето прашање, дали јазлите можат да прават некои проблеми или да бидат забележени, обично не. Обично се асимптоматски. Обично се асимптоматски, ние ги откриваме на ултразвук, евентуално ако се поголеми на палпација при обичен преглед, меѓутоа на ултразвук секако ќе бидат откриени. Еве едно прашање од гледаш, да дадеме предност. Виолета прашува, вели, таа има неколку јазли на тироидната жлезда, ги има 6 години веќе, но никогаш не е била понудена биопсија. Сега тоа е прашање на прегледот, кој ја прегледувал и какви се јазлите. Дали треба да направи, тоа е незиното прашање, што советувате, бидејќи не се менувале низ годините, останали исти? По правило, тие се бенигни, меѓутоа доколку во конкретниот случај, бидејќи долги години обстојуваат, доколку се најдат промени, а треба да се следат барем на 6 месеци и да се фотографираат и мерат јазлите. Доколку настанат промени, во тој случај обавезна би била функциона биопсија. Во конкретниот случај, доколку јазлите се исти, мируваат, може и да се сачека, односно да се следат, само да се следат. Значи не е неопходна баш во овој случај. Професоре, а што е со народните лекови кога станува збор за намалување на јазлите? Гледам, веќе се насмевнавте. Значи има најразлични тинктури кои што пациентите ги наменесуваат на вратот, потоа резниња од режен од кромит се поставува на вратот, се спие со него и тоа се изведува во неколку недели. Што говори вашето искуство? Дали се случило некогаш народните лекови да дадат ефект и да се повлечат јазлите, да исчезнат? Јас лично не дошол случај кај мене што ми кажал дека тоа го прави, што не значи дека не го прави. Што можам јас да кажам? Дека се тоа празноверици, губење на време, со цел со лош крајен исход може да биде да се прескокне некоја болест која може да се лекува на штитната жлезда. Само едно ќе кажам. Вратот, како што го гледаме, е кожа. Под кожата е штитната жлезда. Меѓутоа, истата таа има капсула. Значи, обвиена е со капсула. Сега кажите ми вие кој е тој намаз или кромит што може да ја пробие капсулата и да оди во штитната жлезда. Јасно. Тоа е практично невозможно. Меѓутоа, секој има право да си прави што сака. Така, да проба, доколку инсистираат. Имаме уште едно прашање од гледач, овој пат Николина. Прашува, таа има потреба да се отстрани дел од тироидната жлезда, бидејќи е најден некаков проблем со јазолот и сега стравува дали ќе има проблем со гласот. Добро. Јас ги симплифицирам прашањата малку подолги се. Не, во ред, многу е убаво прашањето, на место е. Штитната жлезда може да се отстрани делумно или парцијално, значи еден нејзин дел, или може комплетно. Сега има неколку компликации кои што се јавуваат при операција на штитна жлезда. Најчеста е пресекување на гласните жици.
Значи, и со дрезгав глас кој што не може да се коригира до крај на живот. Втората исто така многу значајна компликација е отстранување на паратироидните жлезди, кои што се позади штитната жлезда, не се гледаат и во тој случај да се јават грчеви кои што може да бидат исклучително сериозни и животно загрозувачки. А сето тоа зборува дека штитната жлезда треба да ја оперира искусен хирург, оној што работел на штитна жлезда и добро ја знае анатомијата на штитната жлезда, бидејќи сите овие органи, и паратироидните жлезди, и гласните жици се многу блиску една до друга и треба добри очи, а посебно добра рака. Професоре, кога советувате да се отстрани дел од тироидната жлеза? Дали тој јазол мора да биде канцероген или понекогаш и сомнителни јазли е подобро хирушки да бидат извадени? Сето зависи од наодот од биопсијата. Доколку е наодот на биопсијата бенигни, значи нема малигно, во тој случај ние следиме, не препорачуваме отстранување доколку не смета на говорот или голтањето, што е многу редок случај. Во случај да е биопсиониот наод релативен, значи пола со можност кон малигнитет, во тој случај ние советуваме обавезно отстранување. На јазелот најчесто. Доколку е малигно, во тој случај треба да се процени дали треба да се отстрани само дел од штитната жлезда кај што се наоѓа процесот или целата. Меѓутоа тоа е веќе работа на искуство. А професоре, каква е разликата помеѓу така наречените студени нодуси и топли, односно врели јазли? Што е тоа? Разликата е многу голема. Врелиот јазол е обично бенигни и тој ја презема функцијата на штитната жлезда. Обично е тоа токсичен аденом, така се вика. Ја презема функцијата на штитната жлезда на тој начин што го акумулира јодот во себе и продукцијата на хормони, а останатото ткиво на штитната жлезда го супримира, односно го потиснува. Во тој случај терапијата е една или има неколку вида на терапија. Најчесто е зрачење со јод 131, го елиминира јазол, заборам за топлите јазли. Може и хирушки. И може евентуално со инстилација на одредени материи, што поретко се прави. Студените јазли се проблемот. Тука се најчесто кријат карциномите и други процеси кои што не се добри за самиот пациент. Имам уште едно прашање. Овој пат Моника поставува прашање кое што поврзано со промени на тироидната жлезда, ги има на двете страни. Диагноза има Хашимото. Вели дали може жлезата да се врати во првобитната форма и то нарушување, односно задебелување да исчезне или пак проблемот ќе биде доживотен? Не може да се врати во првобитната состојба, бидејќи при Хашимото, ако е точно Хашимото, се створа везивно ткиво кое што не е функционално и кое што останува. Према тоа да се тука нешто регенерира и така натаму се шансите многу мали, практично теориски. Доколку на пациентката не гледам во што би сметало, нема потреба да се вознемирува. Професоре, оние лица што имаат Хашимотова болест или друга форма на автоимуно заболување и јазли истовремено, дали ризикот кај нив за појава на карцином е поголем? Да, секако е поголем. Самиот Хашимото може да помине во малигна, значи треба да се следи и доколку посебно има јазли, обавезно да се направи пункциона биопсија. Бидејќи не знаеме, зашто Хашимотото има повеќе хистолошки форми. Едната е дифузна, кога е целата жлезда зафатена, и другата е нодозна форма, кај што одредени делови од штитната жлезда биваат зафатени со процесот, така да е доста шаролика самата и биопсиона, и клиничка, и ехотомографска слика. Имаме едно прашање од Вера, но еве стигна и уште едно, мислам дека ќе имаме време, накратко тогаш, професоре. Значи, Вера вели дека има намалена, покачено ТСХ и намалени тироидни тироидни хормони, но жлездата нема никакви промени. Да, тоа е примарна хипотиреоза, може би не е Хашимото, може би и да е, може да е автоимуна, меѓутоа у секој случај примарна, она треба да прима субституција. Да прима субституција до колку
ТСХ, значи хормонот од хипофиза кој што е стимулатор, главниот хормон, на кој што ја стимулира работата и контролира работата на штитната жлезда, тој треба да се доведе со субституционата заместителна терапија во граници на нормала. Во тој случај нема потреба од некоја посебна контрола на тироидните хормони, бидејќи сметаме дека тие доаѓаат постепено во нормални вредности. Професоре, еве ни се јави и Борко, ни пиша, значи се работи за маж кој што има неправилна структура на тироидната жлеза, што тоа би значило, вели? Постои, треба да и јас би го прашал што му значи тоа. Јас би му советувал еден добар ехо преглед и према тоа ќе и се разбира хормонален преглед, пред се ТСХ, доволно е да направи ТСХ и еден добар ехо преглед да видиме за што се работи. Дали се цисти, дали се чворови, дали едната страна, едниот дел од штитната жлезда поголемо, другиот лобуси. А паренхимот може да биде променет? Да, може да биде, може и кај некој случаи да биде едната страна лева или десна поголема од другата. Така, немаме време повеќе. Има уште прашања, професорот гледачи, но ете, во некоја друга пригода. Може би во некоја друга пригода. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во емисијата, што ни дадовте на вистина добри појаснувања поврзани со оваа тема, болестите на тироидната жлезда, кои што се, за жал, многу чести. Благодарам и посебно ми е драго доколку гледачите прифатат некои од нашите сугестии. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог, беше денешниот гостин. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.